Здраво! Во денешното видео ќе научиме како да направиме множина кај именките во турскиот јазик. Турскиот јазик има вкупно 8 самогласки. Тоа се А, Е, И, О, Ö, У и Ü. Океј? Уште еднаш. А, Е, И, О, Ö, У, Ü. Така. Сега, овие самогласки може да бидат поделени во две групи. Едната група, јас ја викам А група. Во неа спаѓаат самогласките А, Е, О, У. Односно, тоа се А и сите без точки. А, Е, О, У. Ова е групата А. И сега, правилото кое што е клучно за да направиме множина кај именките во турскиот јазик, гласи дека ако последната самогласка во зборот, во именката, е една од овие, од групата А, односно А, Е, О, У, во тој случај наставката за множина ќе биде лар. Толку едноставно. Повторувам. Ако последната самогласка во именката е една од групата А, односно А, Е, О, У, во тој случај ја додаваме наставката лар. Пример. Бардак, бардак, чаша. За да кажеме чаши, мораме да додадеме што? Лар. Бидејќи бардак А е последната самогласка во овој збор. При тоа добиваме бардаклар. Така, бардаклар, чаши. Следно, КП, КП, врата. Последната самогласка е Ы, што значи дека врати ќе биде капелар, капелар. Например, зборот балон, во турскиот јазик е исто балон. Ако сакаме да направиме множина, додаваме лар и тоа ќе биде балонлар. Дете на турски е чоџук. Чоџук. Последната самогласка е У, што значи дека повторно ќе дојде наставката лар и ќе добиеме чоџуклар. Деца. Океј. Ова е правилото за групата А, која што рековме е составена од 4 самогласки А, Е, О и У. Океј? А и сите без точки. И со нив оди наставката лар. Сега, преоѓаме на групата Е. Групата Е ја сочинуваат самогласките Е, И, Ö и Ü, Е, И, Ö, Ü, односно Е и сите со точки. Е, И, Ö, Ü. Океј? Ова е групата Е. Со оваа група оди наставката за множина лер, што значи дека се менува самогласката во средина. И сега, ако последната самогласка во именката е една од овие, Е, И, Ö, Ü, односно ако самогласката е од групата Е, во тој случај наставката за множина ќе биде лер. Например, имаме калем. Молив, калем, лер ќе дојде. Чичек, цвеќе, чичек, лер. Шише, шишелер. Шишиња. Göz, око, gözler, очи. Sandalye, sandalye, stolче, стол. Sandalye, ler, столови, столчиња. Шехир, град, шехир, шехирлер, градови. Ден, gün, günler. Впрочем, ако сакаме да кажеме добар ден на турски, тоа е iyi günler, iyi günler, убави добри денови. Поздрав. Токму така, сега, значи да повториме. Рековме дека имаме две групи, тоа се групата А и групата Е. Во групата А спаѓаат А, Е, О, У, а во групата Е спаѓаат Е, И, Ö, Ü. И сега,
Зависно од која група е самогласката, последната самогласка во именката, која што сакаме да ја направиме во множина, зависно од тоа ќе ја додадеме и соодветната наставка. А наставката имаше две варијанти, тоа е варијантата лар и варијантата лер. Многу едноставно. За ова ќе ви оставам список на зборови кои што ќе може да ги вежбате. Исто така во коментари може да ми ги ставите вашите одговори и чисто да ги проверам да видам дали е се во ред. Дали има исклучоци? Секако дека има исклучоци, меѓутоа се многу мал број на исклучоци. Тоа се најчесто зборови кои што не се од турско потекло, се од арапско, персиско, странско потекло и тие не подлежат на овие правила. Некои од нив и подлежат. Значи тоа се учи со тек на време, со пракса. Океј, ви благодарам многу што ме гледавте, се гледаме во следното видео. Поздрав, чао, чао!